Лидерите на Влено држаа средба со премиерот Мицкоски и министерката за образование Јаневска за усогласување на барањата за Законот за високо образование. Како што информираат од владата, постигнат е целосен консензус за финалната верзија на реформите во високото образование и предлог законот утре се очекува да влезе во владина процедура по договор со коалицијскиот партнер. Влен истакнува дека овие реформи не се само законски измени, туку конкретна заложба за градење одржлива и конкурентна академска иднина. Влен е гарант дека со овој закон универзитетите на албански јазик не само што нема да бидат оштетени или занемарени, туку ќе бидат поставени во еднаква и достоинствена позиција со сите други високообразовни институции во земјава. Конкретен пример е историската инвестиција од околу 40 милиони евра за кампусот Мајка Тереза. Нашата цел е јасна, универзитетите на албански јазик да бидат на врвот, зајакнати и конкурентни на национално и меѓународно ниво. Министерката Весна Јаневска информираше дека биле разгледани 6 точки, од кои 5 веќе биле усогласени во претходните дискусии, додека за последната Хирш индексот е најдено конечно решение. Овој индекс кој се користи за мерење на продуктивноста и влијанието на научните публикации предизвика дебата дали треба да биде примарен критериум за академско напредување. 5 од точките веќе беа и порано дискутирани, затоа што ова беше континуиран процес и тие веќе не беа воопшто спорни. Последната точка за која дискутиравме беше Хиршовиот индекс, за кој исто така најдовме решение, тој да не биде основен елемент за како критериум за избор, туку да влезе во додатните елементи за критериуми за избор. Во тој случај, кога двајца професори ќе имаат идентични бодови, пресуден да биде Хиршовиот индекс. Прифатено е. Откако ќе го помине владиниот филтер, Законот за високо образование ќе биде доставен до собранието пред пратениците.